Кратки најави за денешниот дневник. Се уште ниска свест за важноста од ХПВ вакцинација и редовни гинеколошки прегледи. Применета уметност на работа со кожа. Одржана велосипедска тура по планинските патеки на Караорман. Кривична пријава за двајца полициски службеници на Ќафасан. Хрватска повторно под вода. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби локални врнежи од дожд и максимални дневни температури од 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ќе биде умерено облачно и свежо. Утре над северна и североисточна Европа, како и над Апенинскиот и Балканскиот полуостров и централна Европа, времето умерено облачно и нестабилно со дожд. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност и свежо. На Балканскиот полуостров во вторник времето умерено облачно и нестабилно. Ке има врнежи од дожд, ке биде ветровито и свежо. На крајниот југ и исток на полуостровот облачно. Максималните дневни температури на Балканот од 15 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и ветер, со дневни температури кои ќе бидат под повеќегодишниот просек за овој период од месец мај. Ќе бидат во интервал од 16 до 24 степени, а ќе дуве јужен југоисточен ветер. Во Охрид во вторник времето умерено облачно и нестабилно. Ќе има слаби врнежи од дожд и ќе биде ветровито со југоисточен ветер. Минималната 12, дневната 19, а во среда и четврток умерено облачно и нестабилно време со дожд и пониски температури. Утринската 10 односно 11, дневната 21 односно 18 степени. Во петок веќе претежно сончево време со локална облачност и потопло. Минималната 11, а дневната 20 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Мал опфат на вакцинација против ХПВ, ниска свест за потребата и важност од редовните гинеколошки прегледи и пад на фертилитетот во земјава и регионов, велат гинеколозите. За жал, во земјава се уште постојат групи на пациентки кои немаат подеднаков пристап до гинеколошко-акушерските услуги. Огромна е потребата од подигање на свеста кај младите девојчиња и кај нивните родители од важноста и потребата за редовни гинеколошки прегледи. Гинеколозите велат дека не може веќе да чекаат пациентките да им се обратат доколку треба да се надминат бариерите и стигмите и самите лекари да допрат до своите пациентки. Секоја индивидуа има право на сексуално и репродуктивно здравје, велат експертите. Мора да направиме обкружување каде фертилитетот ќе биде посакуван, а жените ќе имаат право да носат одлуки кои се однесуваат на нивното тело, за тоа кога ќе раѓаат и колку деца ќе раѓаат. Важни се и достапноста, прифатливоста и квалитетот на здравствените услуги. За жал, во 21. век во нашава држава постојат групи на пациенти кои се уште немаат подеднаков пристап до гинеколошко-акушерските услуги. Практично да возможиме инклузија на сите кои што не се свесни за потребата за редовни гинеколошки прегледи. Има подобрување, но има се уште потреба да биде свесноста крената на повисоко ниво. Фертилитетот ни паѓа, младите жени решаваат да се породат многу покасно од порано и сето тоа наметнува ред други активности кои што не чекат во наредниот период. ХПВ вакцината ја спречува појавата на рак на грло на матката, но загрижува малиот опфат на вакцинација во земјава со оваа вакцина. Причина за ваквата состојба е тоа што ја следи една стигма, особено во регионот, затоа што се воведува во релативно рана возраст. Според календарот за имунизација се аплицира до 12 години, а кај нас од 12 до 15 години и тогаш родителите уште не размислуваат дека треба во тој период да ги заштитат своите девојчиња од сексуално преносливата болест како што е хуман папилома вирусот, кој најчесто така се пренесува. Ситуацијата е речиси иста и во нашето соседство. Слободно можемо речи да nije svest. Слободно можеме да кажеме дека не е свеста на доволно високо ниво. За жал, таа едукација започнува од детството. Младите луѓе мора да добијат подобра едукација за тоа кога треба да започнат со сексуални односи. Мислам дека младите генерации апсолутно немаат доволно развиена свест по ова прашање, што е најверојатно наша грешка и на образовниот систем и на родителите. Нема доволно развиена свест за потребата да бидат заштитени и за тоа какви се потенцијалните и животните последици од инфекциите, не само од ХПВ, туку и од други инфективни агенси. Викендов во Охрид се одржа 5-тиот меѓународен конгрес на гинеколози и обстетричари посветен на Светската недела на женското здравје. Организатор на конгресот е Македонската асоцијација на гинеколози и обстетричари МАГО, а во соработка со Македонското лекарско друштво. Голема количина на пет амбалажа и мешан отпад беа собрани во рамки на еколошката акција Генералка Викенд, која се одржа во саботата во Охрид. Генералка Викенд во Охрид. Голема количина на пет амбалажа и мешан отпад беа собрани во рамки на еколошката акција. Оваа акција ја реализираа Општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец со поддршка на Сдруженијето Брег на младоста, компанијата Костал Македонија Доел, Халкбанка и Црвен крст Охрид. Во теренските активности беше опфатен потегот од плажата Горица до поранешната детска болница и плажата Грашница. Акцијата беше организирана од Men and Mountain, а со поддршка на Пивара Скопје, Пакомак и Нула отпад. Целта на акцијата е подигнување на еколошката свест за одговорност кон животната средина, информираат од локалната самоуправа. Повеќе од 2 децении Драган Георгиевски во својата работилница во Охрид изработува рачно изработени производи од кожа. Кожни футроли, ремени, ташни бележници, албуми, сувенири, рачна резба на кожа и други предмети може да се најдат во неговата работилница. Потребна е голема доза на љубов, покрај вештината и знаењето, но потребен е и духовен мир за да се добие саканиот производ, вели Драган. Старите занаети му се спротивставуваат на новото време, а убавината, душата, вредноста и уникатноста на производите кои накупувачите им ги носат
Се нешто кое тешко може да се замени со производ одбран од било каков дигитален или изработен каталог или излезен од било колку голем производствен погон. Повеќе од 2 децении во нашиот град Драган и неговата сопруга Билјана Георгиевски во нивниот дуќан и наследен семеен бизнис Книговес изработуваат ексклузивни корици бележници од најразлични материјали. Користат кожа, платно, тапет, книгопласт, споени во уникатни вредни производи со восочни и кожни конци, метални додатоци, нитни и токи, а се тоа изработено саморачно. Охриѓани многу добро ја знаат неговата работилница и производите, а од година во година се поголеме и бројот на туристи кои сакаат да поседуваат барем еден ваков вреден предмет. Во различен период се бараат различни производи. Значи, сме почнале од едни производи, сега правиме сосема други производи или сличи на постоечките во помала мерка. Меѓутоа, од година во година се менуваат барањата, така да најмногу што се барат може да се то бележници, привезоци некои. Она што загрижува е фактот дека од година во година се потешко станува набавката на материјалите кои им се потребни за работа, особено кожата како репроматеријал, бидејќи се поретки се трговците од кои ја купуваме кожата, вели Драган. Занаетите се применета уметност, бараат вештина, знаење и трпеливост. И покрај современите технологии и трендови, ретките семејни бизниси останаа верни на духот на занаетите кои ги продолжија со примена на новини, но и понатаму со целосно рачна изработка. Потребна е голема доза на љубов покрај вештина и знаења, но потребен е и духовен мир за да се добие саканиот производ, вели Драган. Искрено, најголем дел од времето ми одзема како да се склопат соодветно боите, значи бојата на конецот, бојата на врвцата со кожата. Значи има потрошувачи исто што сакат поќе подискретни производи, а некои сакаат баш да се поинтензивни бои. Една од поинтересните активности кои исто така се спроведуваат во нивниот дуќан е организирање на работилници за посетителите. Секој од посетителите може да си одбере кожа, конец и да си направи модел и да учествува во процесот на изработка. Со тоа ќе има уникатен производ. За работилниците се заинтересирани повеќе странците кои сакаат да научат нешто ново. Во светот искуствениот туризам е многу популарен. Луѓето кои патуваат не бараат само хотели и плажи, сакаат да научат нешто ново, да искусат нешто ново. Тоа може да го најдат во работилницата Книговес во Охрид. Работилниците се пред се од забавен карактер и дел од едукативен карактер. Работилниците се започнаме со работилници од 2014 година, така да ова година се веќе 10-та година кај што нудиме работилници за сите што сакаат да се забавуваат и да си поминат убаво време со нас. Сега во работилниците наши се изработуваат бележници со тврд повез, значи се е скроено, сошиено, а користикот треба, тоест практикантот треба да ќе изработи тврда корица и треба да го залепи самиот книжен блок со корицата. Ова успешна занаетчиска приказна која е семејно наследство започнала на 15 мај 1979 година во Битола, кога родителите на Драган отвориле приватна работилница која била книговезница и печатница. Се наоѓала во централното подрачје во близина на Безистенот. Таткото, Наум Георгиевски, кој бил графички инженер работејќи во познати битолски печатници, се решил на еден храбар чекор, заедно со неговата сопруга да отворат приватна работилница. Драган како дете го почувствувал мирисот на хартијата и старите книги и тоа чувство останало и прераснало во трајна љубов. Драган се надева дека барем еден од неговите синови ќе ја продолжи традицијата на Книговес. 2 дена големата сцена на Центарот за култура Григор Прличев во Охрид утре и задутре е резервирана за најмладите. Започнува 24-тото издание на детскиот музички фестивал Распеано Рибарче 2023.
Ке бидат изведени вкупно 20 нови детски песнички од деца од Охрид и автори на текстови, музика и аранжман од нашиот град. Генерации и генерации дечиња, изведувачи и учесници од 1998 година наваму пораснаа со него, а неговите долгогодишни креатори ги вградија собствените животни приказни во него. Распеано рибарче одамна е бренд на Охрид и традиционално е под покровителство на градоначалникот на општина Охрид. Завршната вечерна приредба е во вторник, 16 мај од 19 часот, а влезницата чини 100 денари. Одржана велосипедска тура по планинските патеки на Караорман. Општина Дебрца во целост го поддржува овој спортско-рекреативен настан, бидејќи преку истиот се промовираат здравиот начин на живот, природните убавини, историско и културното наследство на Дебрца. Стотина влюбеници на планинскиот велосипедизам од цела Македонија беа дел од третата велосипедска тура во Дебрца, која годинава во организација на Сдруженијето за планински велосипедизам РУПИ-КАП МТБ Струга се возеше по патеките на Караорман. Градоначалникот Ногачевски, поздравувајќи ги учесниците, посебно истакна дека општина Дебрца располага со доста неоткриени природни убавини, кои што се привлечни за љубителите на природата, екологисти, планинари, а во поново време и љубители на планински велосипедизам. На учесниците им посака посебно да ја почувствуваат недопрената природа и при тоа да се напојуваат од слободарскиот дух на овој крај. Општина Дебрца во целост го поддржува овој спортско-рекреативен настан, бидејќи преку истиот се промовираат здравиот начин на живот, природните убавини, историското и културното наследство на Дебрца. Инфосесија за презентација на тековниот отворен повик за стартапи. Можност за пристап до приватни инвеститори и грант финансирање до 50.000 евра за компании кои нудат одржливи решенија од областа на зелената и сината технологија. Повикот е отворен до 15 јуни оваа година. На 19 мај петок во просториите на Охрид Blue Economy акселератор при Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле ќе се одржи инфосесија со цел презентација на тековниот отворен повик за финансирање компании кои нудат одржливи решенија во областа на зелената и сината технологија. Повикот нуди можности за аплицирање за грант во висина од 50.000 евра и приспособено деловно советување, изложеност на инвеститорите и менторите и пристап до модерен простор за оние кои се квалификуваат. Сесијата е со почеток од 15 часот и 30 минути, а присутните ќе имаат можност да се запознаат со критериумите за учество во акселераторот, како и да постават прашања директно до организаторите на грантовата шема. На настанот се добредојдени сите компании со седиште во југозападниот регион на кои примарна дејност им е се во секторите на одржлив развој, производство и логистика, туризам, агрикултура, како информатичка и комуникацијска технологија, информираат организаторите. Кривична пријава против двајца полициски службеници вработени во полициската станица за граничен надзор Ќафасан за примање подкуп и несовесно работење во службата. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди до специјализираното одделение за гонење на кривични дела, сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција при основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Скопје, поднесе кривична пријава против полициските службеници АВ и НС вработени во полициската станица за граничен надзор Ќафасан поради постоење основи на сомневање дека прво пријавениот сторил кривично дело примање подкуп по член 357 став 1, додека второ пријавениот сторил кривично дело несовесно работење во службата по член 353в став 1 и двете од кривичниот законник. Имено првопријавениот на 13 мај 2023 година на граничниот премин Ќафасан од возач кој управувал автобус со црногорски национални ознаки, за кој не поседувал важечки зелен картон, побарал и примил подкуп во паричен износ од 70 евра, додека второ пријавениот го пропуштил возилото без важечки зелен картон и му овозможил непречено да оствари влез на територијата на Република Северна Македонија.
По преземени мерки и активности за целосно расчистување и документирање на кривично-правниот настан во координација со надлежен јавен обвинител, полициските службеници се лишени од слобода и изведени пред судија на претходна постапка, од чија страна им е одредена мерка притвор во траење од 30 дена. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, како овластен предлагач, ќе покрене постапка и за утврдување на дисциплинска одговорност, а полициските службеници ќе бидат суспендирани од работа до завршување на дисциплинската постапка. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Континуиран дожд предизвика излевање на реката Зрмање од заштитниот зид во областа на градот Обровац и излевање на реката Отуча од коритото во општина Грачац во Хрватска. Надлежните служби се на терена, жителите чии куќи се најзагрозени се евакуирани, извести управата за цивилна заштита. Општината Грачац е поплавена, водата влегла во многу куќи, а 4 семејства биле евакуирани во неделата вечерта, изјави шефот на управата. Штабот на цивилна заштита на општина Грачац бил активиран во неделата пред 13 часот поради заканувачката поплава, а сите кои не биле безбедни требало да се јават во Жопанискиот центар 112, со што сите загрозени ќе добијат помош преку штабот. Поплавата настанала поради излевање на реката Отуча на дојдена подземна вода и обилни врнежи од дожд, а под вода се сите ниски површини во општината, а некои од патиштата остануваат затворени. Турските граѓани ги чека втор круг гласање на председателските избори на 28 мај. Директен судир меѓу долгогодишниот шеф на државата Реджеп Тајип Ердоган и опозицијскиот кандидат Кемал Киличдароглу. Според податоците на агенцијата Анадолија, по пребројани 99,38% на гласачките ливчиња во водство е Ердоган со 49,36% гласови, пред Киличдароглу со 44,99%, а со кандидатот Синан Оган доби 5,21% гласови. Киличдароглу има предност во сите големи урбани центри, водејќи во Истанбул со 48,5%, во Анкара 47,3%, во Измир 63,2%, во Анталија 53,1% и во Адана 50,8%. Ердоган пак води во Бурса 51,4% и Конја со 68,9%. Вториот круг председателски избори ќе се одржат на 28 мај и се очекува да одлучат гласовите на третиот кандидат Синан Оган. Неговите гласачи се претежно десничарска политичка ориентација и на Киличдароглу му забележуваат за премногу попустливиот однос кон курдските бунтовници на истокот, што според аналитичарите е само еден од показателите дека Ердоган го очекува извесна победа во вториот круг. 68 годишен маж почина како последица на труење од чад, додека 24 лица се полесно повредени во пожар во болница во Сан Карлос во Мадрид, пренесуваат шпанските медиуми. Пожарот избил околу 1 часот пополнот на 5-тиот кат од болницата, се уште се истражуваат причините, соопшти портпаролот на Министерството за здравство. Ел Мундо објави дека пожарот избил на одделот за психијатрија. Меѓу повредените има полицајци, припадници на обезбедување и медицински персонал, и по укажаната помош сите се пуштени на домашно лекување. Најмалку 26 лица загинаа, откако минибус се запалил по катастрофален судир со камион во Мексико. Според локалните медиуми, во автобусот имало неколку деца и бебиња кога се случила страшната несреќа. Возилата се судриле на пат меѓу градовите Сарагоса и Идалго. Надлежните утврдиле дека камионот кој превезувал приколка повеќе не бил на местото на несреќата. Извор од обвинителството за Тамаулипас рече дека истражителите не се сигурни дали возачот на камионот побегнал или дали тој исто така загинал во несреќата. Сите жртви веројатно биле членови на едно семејство кој изнајмило комбе за да се вози до северниот град Монтереј во Веракрус. Објавиле локалните медиуми. Се верува дека сите тие се мексиканци, бидејќи на местото на настан биле пронајдени национални лични карти. Несреќата се случила на автопат во близина на главниот град на државата Сиудат Викторија, а се истражува причината која довела до несреќата, соопштуваат властите. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.